Добре ден, ве сакам Македонија за колегата новинар, астролог, парапсихолог и политички аналитичар Илија Бошков Крајнички. Добро утро. Добро утро и добро утро до сите гледачи на ТВ Сител. Ако како најава треба да кажам дека вие сте човекот кој што го предвиде и атентатот на поранешниот претседател Кирил Глигоров, како и големата афера на Бил Клинтон, тогаш разбирливо е зошто ве консултираме за моменталната ситуација во Македонија и во светот и зошто сме љубопитни да знаеме каков ќе биде исходот од сето ова што моментално ни се случува, вклучувајќи ги бомбите, акцијата Пуч, кривични пријави, сето она што на политички план ја преокупира јавноста. Запишано ли е во звездите како ќе заврши сето ова? Токму така, не знам, вие скоро си пријател на Фейсбук. Иначе во групата Хороскоп Крајнички ја уште минатата година, значи пред да почнат аферите, најавив овие работи, особено со школството, бидејќи од 8 декември Јупитер тргна ретроградно, кажав дека ќе има проблем со младиви да не се играат. И тогаш, за среќа власта ме послуша, го повлече законот, значи сепак треба. И тоа е огромна група. Значи, ово ништо не е чудно. И во неколку текстови, Македонија пред политичка бура, тоа беше текстот, после бурата започна и денови исто имав текст, бурни денови. И јасно укажав дека бурата, или поточно опозицијата, ќе има некоја сила до средината на март. А тоа од причина што било која година во тој период сонцето транзитира низ 12-та куќа на Република Македонија, значи тогаш се појавуваат и работат силните институционални пријатели, значи не си бира средства пред државата, збореме сега. И од некаде средината на март се излезе, плюс и март беше ова година, тоа е навоистина планета во 12-та куќа, излезе од 12-та куќа и почна да транзитира низ прво поле, што значи актуелната власт или самата држава и се прати енергијата. И ако добро знаеме дека од средината на март и владеачката партија почна со митинзи, со објаснување на народот. Мислам дека опозицијата направи огромна штета не само на државата, прво се направи огромна штета на самата на себе. Но се прашува зошто. Видејќи со ово немат никаква корист, а од причина што сами се дементира. Втора работа што е многу важна, не ја добија меѓународната подршка. Го направија тоа кога Јупитер беше ретрограден, а Јупитер во астрологијата го представува странството или меѓународната подршка. Он од 8 декември беше ретрограден до 8 април ќе биде ретрограден, значи после 8 Значи не го погодиле моментот? Па не го погодиле, значи после 8 април автоматски актуелната власт ја добие и директната подршка. А и втора работа многу е важна, тука се направи еден прецедент во државата, значи кај нас што нема никаде во светот до сега опозиција да прислушкува опозиција. Направивте натална карта и на Македонија, меѓутоа и на клучните политички играчи. Што ви кажуваат звездите, што ви кажува позицијата на планетите по однос на исходот од сето ова? Ја мислам дека сега во 2 април до 2 август ќе дојде до големи пореметувања, особено во кај редовите на опозицијата. Она мора да биде свесна на работа. Прво се виде јасно дека Заев е пуштен из вода, со самото неприсуство на господин Бранко Црвенковски во универзитетната сала. Значи, вие направивте натална карта и на Бранко Црвенковски? Да, токму така. Интересна работа, така него сакам да кажам на работа, може луѓето се изненадуваат. Некаде од 2007-2008, порано сам ако занимави со парапсихологија, значи се што ми се случило и многу работа ја направи атентатот на Глигоров, прво го имам видено во сон и после астролошки гледав кога би можело да се случи тоа. Ја го предвидов него 6 месеца пред да случи, значи во македонско сонце 3 март. И за мене беше поголема варијанта на пролетната, колку есенската, ради некои планети. Значи, астрологијата дава многу аспекти. Сега умитно да го погодиш терминот. Тоа е факт. Но ако некои работи ги видам, условно кажано видам, ви кажам, се занимавам малку и со парапсихологија, но се што ми се случува или некои настани ми доаѓаат прво ко визии. Еве за Бранко Црвенковски, само не би сакал погрешно ме свати, некаде од крајот на 2007 година визиите како ќе му заврши животот. Значи ќе биде ликвидиран од они што го обкружуваат. И секогаш кога имало опасност, јас сум гледал да го објавам тоа, дали кај мене спесенима на наставна страна, дали Фейсбук груп,
Да го предупредам сепак да обрне внимание на безбедност, без разлика дали ми бил по волја или не. Човечки на некој да му каже. Жал ми е, например, што не може да му помогне на покојниот Трајковски. Иако се обидов, инако неговото доаѓање на власт исто го најавив во списание хороскоп, во моето списание, зашто реков може да му помогне. Истото видео и видео како ја заврши и сликарот или фотограф, поточно кажано, тој лик два карши бисер држи дуќа, тогаш беше во кабинетот на Трајковски како фотограф. И ја имав еден краток брак од 5-6 месеци, тој ме снимаше свадбата и се пофали дека е во кабинетот. А со Трајковски лично се знаевме од кабинетот на Димовска, уште за време на кампањата на 98, кој ме викаа за консултации. Му рекол, кажи му на твоја шеф, поздрави го од Крнички, дека може да му помогне, треба да внимава многу, има можност да го скинат. Абе, вика, друже, вика, не му си гере, ќе му пренесам. Го среќам после еден месец, одам директно дуќам, бидејќи токовардар ми ја близко живо, на Лисиче. Викам, му пренеса, абе, шо се кераш, кој му што може. Го гледам вака. Викам, дали му пренесе? Вика, не. Викам, мораш хитно тоа да направиш. И кога се случи несреќата, ми се јавува, нели, 5-4 часа авионот, не беше најден, иако беше најден, сосема друга работа. Вика, ми се јави самиот, вика, дали ќе го најдат. Викам, ти зашто не ја заврши работа? Тоа беше момент. Так, касно го текнало дека требало на време да реагира. Да се навратиме на актуелните случувања, што е она што сметате или барем го гледате како штета што би можело да биде нанесена на Македонија, што покажува наталната карта на Македонија? Така, штетата веќе е нанесена. Но нанесена е не е толку голема нанесена од причина што сепак се бар до сегашните работи, Западот например, не пратија обвинители или надзорот, причина што не се работеше за актуалната власт. Се докажа дека прислушкува опозицијата, бар до сега, значи нямаме ни еден снимак од обратното. И ово добро дојде за самата Македонија, за обичниот човек. Ќе кажете зашто. Бидејќи власта крена во акција една, добија бенефити. Дојде до покачување на платите кај полицијата, дојде до бенефит кај земјоделци со поплавите, например. Ќе се исплатат штетите поврзани. Токму така. И зашто направи огромна грешка опозицијата? Буквално ја пробуди власта. Било кој да е на вас, ја, ти, 5-6-7 години, 9, се заборава. И некако ќе удреш лакајница, значи ќе те пробуди, ќе се престориш. Ова е алармата. Токму така. И они си повеќе направија штета на самите луѓе што са во тие институции нивни, бидејќи власта, ја да сум нас, сите тој што ти штети или што ти шпионира, ќе отргнеш. Така. Иначе, од ова криза Македонија ќе изгледа многу посилно и поединствена, но голема штета ќе се направи на опозицијата. Што мене не ми мило, знаеш зашто? Во една држава, за да има напредок, мора да има здрава опозиција. А иначе, сакам да напоменам една паралела, една интересна паралела имаше кај нас и во Русија. Ја го најав на 95-та, кога пишував за Глигоров, најав дека исто, во истиот текст беше во Македонска сонце број 37, дека Елцин ќе замине од власт без избори. Тоа се случи и Чеченија дека ќе биде прегазена. Значи, он го именуваше Владимир Путин, знаем, после он ги доби изборите. Нешто слично се случи у ВМРО да помане, а знаеме дека Георгиевски си замине, сам кажа дека аз не можам да ја вратам партијата и го предложи Никола Груевски. Токму така. Мечете паралела меѓу Путин и Груевски? Да, прави паралела и Камен има во групата. Не знам дали го забележавте текстот. Нешто слично сакаше да направи господин Бранко Црвенковски, но го направи со погрешни луѓе. Зошто ти кажеш се погрешни? Прво беше Бучковски во изборот, но на Бучковски му беше веќе спремено кривични пријави или судски процес со овите оттенковите. Но најголемата грешка беше направена со Заев, Зоран Заев, а ќе кажам зашто. За мене нелогично беше, не тврдам дека го направил криминално, не? Но со самото прифаќање на аболицијата, тоа е индиректно признавање. И
нелогично ми е еден обвинет за криминал да го ставиш на ко лидер на партија. Така. Ги споменавте и Русија и светските политички констелации. Правите и една добра анализа по однос на тоа каде одат Соединетите американски држави, особено преку ликот и поставеноста на звездите на Обама. Што е она што го гледате во светски рамки како можеби во борбата за надмоќ меѓу Русија и САД? Па тука веќе не може да се збори за надмоќ. Последните 5 години постои само една велесила, ми сакале да преземе, тоа е Русија. Ја ќе ви кажам повеќе факти од таа гледна точка. Значи, со доаѓањето на Путин на власт, Чеченија беше целосно преказена, Русија се престори и во моментот е најголема економска и војна сила. Иако не знам за економска дали е најголема, бидејќи тука и Кина, но факт е дека Америка доживеа последните десетина години од Буш навака големи економски и војни колапси. Со самата немоќ, ако се добро сеќавате, лано они нема пари за администрација, ги спасаваше Кина со кредити. Втора работа, ти ако немаш пари за војна, значи ги повлекуваш, со доаѓањето на Обама направена огромна штета во Америка. И тој ќе заврши како Кенеди. Верате дека ти има атентат на Обама? Па да, прво неговите ќе оскинете, ако добро следите вестите, има веќе неколку упади во Бела куќа, значи се пробат целите, агенциите, нели, кои што ЦИА, со обични луѓе за да не бидат обвинети, кој што направи со Кенеди, дека е обичен човек во утепи, ако се знае дека организација стоепила и тоа. Значи, имаше неколку обиди за упади во Бела куќа, ако добро следите, во една држава најголеми финансии се издвојуваат за војска, полиција и за здравство. Со законот Обама, покрај економскиот колапс, што веќе го доживуваше Америка, со законот за бесплатно здравство, што беше, се дополнителни трошкови огромни, здравството најголемиот фонд кој е буџет, покрај војска и полиција. Втора работа, со повлекувањето на американските војски од арапскиот свет, автоматски се губи доминација и го препуштија тоа на Русија. Значи, немојте да си таму со трупи зборам. Гледате, они се немоќни сами да действуваат на джикадот или на исламската држава, што е калифатот, како го нарекуваат. Тоа го прави Саудитска Арабија со нивно вооружување или подршка. Значи, не се моќни да влезат више, иако тоа е нивен продукт. Факт е дека Русија сила број 1 и ќе остане долго време. Од еден други факт, оние прво добија Вселенската војна. Тоа е единствена држава која имаше собствена вселенска станица, нели? Свемирска. Втора работа, ден денеска астронаутите патуваат со руски ракети. Така да... Нака им превагнува... Не, тоа зборно за факти. Тоа е единствена држава што може да живее цвете, никој да не работи само од ресурсите, нафтата и од гасот. Така, има навистина природни ресурси. Да се вратиме од светски рамки на домашната ситуација. Велите, од 2 април ќе се случат значајни промени, може да се очекува и реконструкција на владата. Кои министри сметате дека ќе имаат, ќе бидат на удар можеби, или пак ќе има внатрешна промена во позициите во владеачката партија? Од 2 април го очекувам тоа од причини што 2 април е... Денешниот ден, така? Да, токму така, од денеска е Сатурн ретрограден до 2 август. Така? Но тоа, освен што се однесува на позицијата, се однесува многу и на опозицијата. Инаку, по моја логика, најверојатно, господин Груевски ќе мора да ги смени Сашо Мјалков и Гордана Јанкуловска, не дека се лоши министри или лоши, но дозволи една работа што не сме ни една држава. Дозволи упад во државната безбедност. Значи, дозволи да се внесе луѓе да работат 4 години да снимат. Тоа е страшна работа. Иначе, мора да признам, например, Гордан има големи успеси. Сето окей. Исто и Сашо Мјалков. Но мора да се... Мислам, не сме да се дозволи такво нешто, тоа е за една држава, да те прислушкува човек кој што е во твоите редови, токму така. Какви промени ќе донесе Сатурн во позициите или во личностите кои што се на добри позиции во опозицијата?
Не би рекол дека добро ќе донесе, сато напротив ќе донесе една реконструкција на опозицијата. Таму ќе даде до пат нови што се сега. Ја би препорачал на СДСМ, да не ме сватат само погрешно, дека москавично брзо треба да закажат еден вореден конгрес за реизбор на нов лидер. Видејќи овој што ќе заврши. Добро ли е времето сега токму за тоа? Па зашто е добро? Ќе бидат затечени исто кој што беа затечени со лани предвремените избори што Андреј го искажава нивниот бивши секретар. Вика, ние бевме неспремни, неподготвени. Се што може да случи? Например, може да случи завршуваат судските процеси, пуч, што имат овие корпус деликти, аргументирани докази, така? А дека другите докази, разговорите, кои разговори, треба прво да имаш материјални докази, друго е да се премете им уведа, а дали се му направи, тоа многу потешко и повеќе процеси ќе трае. Значи, може да биде затечен, например, Груевски може да му текне, еве да кажеме, завршуваат процесите, го судуваме Реко Петко, што има корпус деликти, што е нормално, што нема никој да приговори, било кој обвинител да дојде за тие работи и го суди, че било кој светски, и може да каже, еве, баравте предвремени избори. Еве избори. И ќе викне ги си, значи ако има сега 10 мониторинг странци, ќе викне 200 души. Оти нема гале. Видејќи тогаш веќе народот ќе види што е паено. Значи, многу е пострашно сега за ова. Ја сум на местото на Бранко или било кој, сам би се вратил една година. Он може само да ги престане, но не и да ги врати. Значи, да го врати членството. Опозицијата треба една работа посхитно да направи. Значи, овие работи кои ги објавија, да беа во парламентот, прво беа заштитени имунитет. Значи, направија големи глупости. Што го направија надвор од тоа. И втора работа, ти да објавуваш такви материјали, јавно, значи те прислушкувате и оние што не ти сека добро. Да не ги државите. Значи, се направи и се изгуби и рейтингот падна со тоа на СДСМ. Втора работа, ти една, две, три бомби да извадиш оно стварно што е неактуелно. Ти да го правиш код овие турски или серијал, така, веќе луѓето заборавиле што имало упровата. Ова веќе станува малку повеќе серија, малку помалку сериозна политичка работа. Јас ви благодарам што утре бевте дел од Ја сакам Македонија. Еве, кажавте дека од денеска до 2 август следува оној период во кој што може да очекуваме и реконструкција, и консолидација, и многу големи промени. Така, ви благодарам уште еднаш.